Денешната гостинка во 0М+, Наташа Мијатовиќ-Мијата, ја напиша првата приспивна песна на македонски јазик, посветена на незината киркичка Никита, која што ја успива исклучиво со песнички кои што таа самата ги компонира. Добар ден. Добар ден, Како добро сте? утро, за кого како? Па, за повеќето мајки мислам дека веќе денот Ден ми попладне дури. Да, така. Мајчинството дефинитивно го племенува животот, многу критериуми менува, отвара нови видици, нови перспективи. Кажете ми како вие го доживеавте мајчинството по втор пат? Обично жените се поопуштени во тој случај. Дали беше и кај вас таква приказна? Апсолутно, затоа што за второ дете малку недостасува оној ентузијазам што го имаш во првата бременост, околу првиот пораѓај, меѓутоа пак е намален и стравот во очи на пораѓањето. Секоја жена нели доживува колку год ние да се трудиме да сме искулирани, изрелаксирани, пошто не знаеме, неизвестно е, влегуваш во операциона сала, не знаеш што ќе биде, стравот и како е дел од нашата психа, да, и одговорноста е голема. Затоа што за тие 9 месеци цело време плодот е само во нас и сите гледаат, нели, очите се вперени дали е се во ред, сите испитувања, сите тестирања и некако кога ќе се изнесе детето на свет, на бел ден, големо е олеснувањето. Тоа исто беше и за првата и за втората бременост, затоа што го предавам на светот, викам сега не е само на мене товар, грижете се сите, така, нели? така. Од болница, од татко, од баби, од така натака тетки. Меѓутоа, оној ентузијазам што во првата бременост следе што ќе биде од месец во месец, те како знам што ќе биде, се ајде ќе отечеме, ајде сега притисоци, ајде сега скриени шеќери да се проверуваат, значи нема веќе она со втора бременост Скриени изненадувања. Да, Се леле, е сега јасно. треба ова, треба она. Меѓутоа кај мене беше многу интересно, пак да кажам недосадно, затоа што различен пол. Така, првото момче, 5,5 години, Така. пошто сега ќе појде во училиште, Да. девојчето 9 месеца. Да, и пак го почувствував она, да кажам, креативното, девојчинското во мене, спремање на собата, меѓутоа сега со пеперутки, со панделки, со розеви моменти да се преиначи бебешката соба и тоа доведе до нови, нели, моменти, детали и возбуди, затоа и можам да кажам дека не ми беше воопшто иста ниту трудночата, ниту породилното. А се Особено сеќавате ли што- како ви беше првата недела откако дојдовте со првото дете дома, бидејќи кога ќе дојде детето во домот, многу работи неминовно се менуваат. Јас Како имав, изгледаше? Што замислувавте, а со што се соочивте? Беше ли шок таа прва недела? Првата недела, можеби пошокантна беше со Калин, значи со првото дете. Уште во болница знам дека кога се породував со првото дете и таква жива насмејана цела и влегуваат на визита доктор и вика, еве се гледа првородка, и ја викам зашто се гледа првородка? Вика првородки ви како на дроги цели, насмејани. Кој ќе видиш таж да одма знаеш второродка? Зашто? Па вика тој е емоционалниот момент, дали ќе може детето второ да го стака со ист интензитет, дали дома добро се грижат за првото, знаеш, вика, Да. чорапите, гаките, дали е све на место, вика, преоптеретена жената, второродка не може да се опушти да се израдува. И си вика, мајката, што збора добие и сега кога дојдов да бидам второродка, Ве препознаали дека сте второродка? Насмевката беше ли помала? Не. Се Значи, за вас не важело за тоа. мене не важеше затоа што добра беше организацијата претходно. Значи сите беа станати на нога, многу имавме припрема и на првото дете, значи на Калин да му се објасни, па играчка да му... Како беше неговата реакција? Тоа ми интересираше. Имавме, значи, обезбедено играчка специјално Ферари со daljinsko што се става на часовник тука, волан да ја врти, дека сестра му во болница му ја донела и па кај ја криела играчка? Па тука, викам, зашто толку голем стомакот ми беше, шо мислиш? Ништо не ти? било случајно. И беше многу возбуден, нели, сестра му се родила, ама толку му олесна кога ја виде дека е малечка. Ја не знам што мислеше, дали дека играчки ќе му се крадат, дали она нешто ќе му прави, ќе му се меше, вика, леле колку е малечка, ама она со такво леснување детско искрено во болница, викаме, тоа ли бил маката? И во суштина, одлично он се снајде, како постар брат, нели?
Има такви испадни моменти, ама тие се сите во рамки на нормала. Можеби во градинка повеќе осетија разлика во неговото однесување како последица на промената на новиот член во семејството. И бебето кога е мало не е толку наметливо, е безпомошно. Што, например, сега после 9 месеци е друга сега веќе треба да го прашаме како се чувствува. Да, многу поразлично. Така. Во однос на промените во животниот ритам, што најстресно ви беше? Дали можеби низ спиењето, бидејќи напишавте приспивна песна? Да, приспивната песна е од поодамна напишана, меѓутоа сега беше комплетирана и втора строфа со рефрени, со се, и конечно време да снимам во студио, ја снимив да бидам искрена пред да се породам. И добро што го направив тоа, затоа што немаше да има теоретски шанси од после. Мајките што имаат повеќе деца се во една специфична ситуација каде што не сакаат да му скратат квалитативно и квантитативно време на првото, на постарите, значи деца, за да не се осети запоставено. Тоа е реверсна психологија, да, не сакаш да го замрази ти второто дете затоа што си го запоставил. И сега од петни жили се трудиш, ајде и со него да се игра, и со него да се носи на активности, и тоа све по наша глава. Така, затоа што времето... Велите во песната нема да ме плаша тоа што зборуваат дека било многу напорно деца да се порасне. Да, тоа е вистина. Напорно е, мени колеги на работа исто ми кажат, Натали, 1:1, 2:5, маш ми се љути, затоа што... Има голема вистина во тоа. Тоа е, можеби не од татковска перспектива, ама од мајчина перспектива е, затоа што, не знам, не фала му на Господ, на природата, што е сето тоа така, за да и тече човечкото општество кон напред и да се расплодуваме и да не има, иначе не го слушаат татковците, бебишкиот плач во ноќ. Вистина. Значи спиеме исто барабар, бебето исто далечено барабар, ја се будам, не се будил. Значи ја не може тоа да... У сонот иде апаратот на првиот плач, и так, крај. Веројатно е тоа поврзано и со повеќе потенцирано кај мајките кои што дојат. Затоа ќе зборуваме во емисијата. Можеме сега накратко да слушнеме дел од приспивната песна, па потоа ќе продолжиме со разговорот. Очиња тажни засмеа, заменувам поставувам ред. Мило спокојно спи, мило спокојно спи, мило спокојно спи во новиот свет. Испеана многу нежно, полно со љубов. И ги ја пуштив песната на мојата киркичка, која што има 10 месеци и погоди што заспа. Браво. Така што родители слободно тестирајте. Пуштете оваа македонска приспивна песна на вашето дете, не мора со приспивни песни на англиски јазик, така, нели? Тоа и беше поентата, затоа што јас на моите деца имам искомпонирано веќе цел албум. Верувам. Разни детски, нели? Креативна мајка тоа. Па да, тоа е појако. често навечер? Како? Им пиете често навечер Да, преку ден? да. И за Калин многу бев со тој Принцот од Египет, што е Prince of Egypt саундтракот. Кој ќе почнев до трета песна, значи поред да ја пеам, бебево, заспано све. Зависи, нели, како секој бебе, секој дете, секоја енергија си влече свое, например, и самата бременост, имам теорија дека мајката поприма од енергијата на бебето и карактерот и се менува. Значи тоа што викаат, потешка ми беше бременоста, понервозна, после и детето е понервозно по карактер, поинаков темперамент. Мислам дека ние имаме таа благосостојба да се тонираме, нели, фреквенцијски со нашите деца дека се во нас и те како попримаме. И например за Калин повеќе ме удираше да слушам некои така весели арапски, странски песни. Баш знам дека хит ми беше кога се роди она од Stardust од Take That, You Light the Stars. Таа ми беше хит песна.
А со Никита која се пори, све на некој народни изворни ме тера, викам, ова ќе биде игра орка, нешто, значи друга фреквенција, друго све. Така, друга енергија самото дете. Да, има е она Низ корија зелена, моме босо е, таа е некоја песна, баба ми од Долнодупени што ме растела. може? Низ корија зелена, моме босо шета. И рефренот е еј, моме босо е. Значи, од болница се раѓа Никита и од кој фолдер искочи, почнува песнава да ја пееме на секој дојње на све сестри ме гледаат. Болница, Боже, вика, Распеана мајка, срекна мајка, срекно дете, сето тоа е поврзано. Јас еве ќе кажеш сум истата, нели, истата личност, ама и те како се менуваат состојбите, времето, нели, веќе постара сум, имала тогаш 29, сега 34, други што викам папки во мозокот се отвараат. Баш еве пошто низ музички аспекти ја ги доживам многу јако потенцирано работите, и јас се фасцинирав што на пример со дете во второ ме удира на изворни македонски песни. Убава фаза во животот. Ми се допаѓа. Се завркавам за маж, вика ќе биде игра орка. Зашто да не? Зашто да не, ќе го прошета светот. Апсолутно. Така се шета многу. Да. А што се однесува до спиењето? Имате некој ред за децата да легнат точно во одредено време? Имаме, да. Заспиваат? Да. Браво. Да. Многу беше клучно да се прекине доењето за да се може да се постигне таа фаза. Така. Затоа што бебињата додека дојат цицаат по цела ноќ. Тоа можам јас да потврдам. Такво мачилиште за мајката, Да. а такво насладување за бебето, па то јас ги Сите се разбирам. сладокусци во тој период, Јас ги сите бебиња. разбирам, Марија, то толку не може да се одвојат, мислам, и не оти примат они некоја храна количински цицни заспи, ама тука да е Контактот е во прашање, да. Да мириса, да му е спокојство. Што да кажам, Тома, Значи, ме откажавте. зафркава, Дженет Джексон ме вика. Што, мислам, спиеш, заспан, крената мајца, ајде. И тоа иде до таква една состојба на континуирана ненаспаност, Да. што после Хронична сваќаш, ненаспаност, сваќаш дека си иритабилен, не можеш да функционираш, све те нервира, чорапите на мажти те нервираат, значи прашината, све живо. Sleep deprivation, тоа е, Баш, да. и после состојба. враќаш и кажеш, чекај, Ова мора се 8 промени. месеци, па доста беше, дај се треби на работа, се вратиме, Имав замрзнато млеко во изобилие Така. од претходно и тешко беше одвикнувањето, ама за да се стави самото бебе во ред, во смисла на тоа што викаш, да има режим на спиење, да може да заспие со млеко, да се наглоца после во текот на ноќ уште еднаш и тоа да спие континуирано 5 сати, јас со доење не можев да го постигнам. На почеток можеш и после дојде до некоја фаза кај што валјда калоричноста на млекото беше недоволно за тоа што му треба за развојот после 3-4 месеци. Од 3 месеци до 8, до 7 месеци, да кажам. А поборник Дуга сте е за ноќ. доење. Поборник сте за доење, за Многу. доење во јавност меѓу другото. Да, за доење, значи, без никакво устручавање и онакви Доевте на пречки. секаде, предпоставувам. Во Да, има парк, кога бевте излезена надвор, Има, например, кафич, во Сити ресторан. Мол има и специјална Соба за- просторија, да, соба за за доење доење, на така. Медела што е брендирана, па не знам колку пати сум ја користела. Па дури, Така. нели, да сум во Сити Мол и да не сум блиску, после некој време, нели, кашички кои влегуваат во опција, нема веќе толку потреба, ама не сум имала никогаш проблем. Може би тоа затоа што и така сум по карактер, не толку срамежлива, поотворена и сега сметам, ако ја можам кафево да го испијам јавно, зашо ќерка ми да не може да испие млеко јавно? Така. Со тоа што, нели, градите не сум ги пикала на сите во очи, Има стално марами за сето тоа, така. Истата Може слинг дискретно марама да што биде. ја користев како носач, истата се користи и за покривање. Има разни финти во облекувањето. Кај доилките, нели, облекуваш долна мајца која што можеш да ја тргнеш, а одозгоре имаш горна мајца која што може и како прекривач, Поширока да биде, кошула. и марама најобична може Да, да се стави, да. која што е доста практична. Така да мајката кога сака да дои без никакви ментални
кочници Така, своји, има решенија. имајте како Така. решение, на крајот на краишта се завртуваш. Мислам дека е толку веќе нормално и во нашето општество. Ја не сум мислам се дека сите осетила. бариери веќе се Да, надминати. не сум се осетила да бидам во ситуација да дојам ќерка ми сега и да ме гледаат попреку. Не почувствував. Еве искрено Така. да кажам и дури Значи ми е нашето веќе жал ако општество некој е мајки- променето и веќе да. го прифаќа тоа како нешто најнормално. да, ми е жал ако некој мајки мисла дека е тоа проблем, треба да го надминат сега. Пак ќе кажам, ништо не правиме ние недискретно, сето тоа е спакувано, ама ако бебето подобро е да го надојам и да е, нели, тишина во авион, во кафич, во парк, од што сите да го слушаат вознемирено бебе гладно да Подобро плаче. за сите. Така, Така. да. Спомнавте дека имате замрзнато млеко. Да. Значи се измолзувавте. Како изгледаше сето тоа како процес, беше проблематичен или не? Јас во првата трудноча, значи со првото дете, имав еден проблем кој што се вика ја млеко имам, бебето не цица. И не знам од кои причини беше, значи не разбрав уште дали беше од тоа бебешка жултица, што вика едноставно карактер, дали машко па чека све да му се сервира во животот, не знам. Ама бебево не процицува, а млеко имаше, фала му на Бога и за Да, две. тоа е еден голем проблем со кој што често се соочуваат Да. мајките. И најчесто нели жените се некако општеството е пооптеритено со мајките што немаат млеко, да им се помогне за децата. Фактички работата е стално е бебето во центар на внимание. Мајката така. го роди, ајде сега мајка ти преживувај. Меѓутоа кога си има млеко, а не може да бебето да го исцица, и те како е проблем. И од мастит, и од разни запаленија, и температури, и не дај Боже после канцери на жлезди, млечни, мислам, не сме ни свесни колку е тоа се поврзано. Јас со првото породување, значи двете деца ми се со царски рез, а млеко имав веќе на вториот ден, што е најчесто Да, тоа е ретко. да, чекаат до 5 дена да наведе И млеко како со го царски решивте рез. проблемот? Па чекав и на крај дојда од болница и река мајка да ти донесем една пумпа. Донеси било што да се спасам, дојде пумпа на медела. Алелуја момент. Значи онака излегува млекото што претходно веќе осеќаш дека е како воз низ тебе поминува и температура и притисок ти повишува и се. А бебево спие на велико. Тоа значи беше прво искуство и сам себе маш ми. Баре пумпа ме дела кај знаеш да ми се купи сместа дома да ме чека ова, викам ја не си одам дома ако немам пумпа. И спремна бев, нели, со првото дете, да не дојде до запаление, затоа што нели мајката мисла кој ќе се породиме ние прирачник имаме негде читаме, ајде се све што треба, овој саат, толку саат, тоа да еде врска нема, како сите така и ние. Ама Така, тоа е вештина што совладуваат и мајката и детето и е Апсолутно. процес кој што го учат двете страни. Апсолутно. Да. Значи И сега во- вториот пат го решивте проблемот, имавте пумпа. да, и Без проблем. имав, да, склопив соработка со Бимек, добив и понова пумпа на медела, добив и нова supply. Ново количество на кесички за Кесички за замрзнување. замрзнување, Значи така. самиот процес на замрзнување на млекото е тие се стерилни претходно, само ги отвараш, се префрла млекото од пумпата и се замрзнува на минус 18 степени, може до 6 месеци. И јас Одлично. првите кашички после и на бебето, сите ги правам правевте со тоа мајчино млеко. Да. Одлично. Сега може да видиме едни инсерти. Вие бевте мощна и активно од како се породивте. Вежбавте зумба заедно со вашето бебе. Да. Како тоа ви помогна за одржување на линијата, за духот? Да, за И за се одржување на останато што е линијата не важно. ми помогнува толку многу вежбањето кај мене. Повеќе е критично исхраната. Еве Значи, мало е клучна. подсетување како изгледаше сето тоа. Ама е со битно бебето за покрај духот. град, да, Битно апсолутно. е за духот мајките да можат да излезат, да се анимираат и при тоа никого да не мора да го мола да им го чува детето. Што е многу важно. Да. Секогаш сме ние во таа Па и детето состојба. покрај градите, наградите покрај мајка ти, тоа е Моето еден важен заспиваше. момент. Значи таму Никита има, кога е снимано е прилог, Никита има 3 месеци. Заспиваше, ние удираме латино ритмови, навака натака. Бебе во спие на велико. И
Тоа е вистина, нели, ова е на афричка филозофија, бебето се носи се во Африка, до 3 години ги носат, ја не знам тоа, не би можела, ама и те како чувствува, тоа што викаат биењето на срцето, ритамот на срцето го чувствува мајката дека е покрај него и најубав шум, нели најубав звук за едно бебе е токму тоа. Срцебиењето Да, мајчино. тоа му е како камбана која што го слушал и во стомакот додека. Колку време вежбавте вака? Вежбате се уште? Не вежбам се уште, па можеби еден месец вежбав активно, ама тоа после продолжи. Се држуват се уште вие часови? Да. Тоа е во Вели Академија. Иначе беше иницирано од Билјана од Бебе Слинг, Вели Академија и моја иницијатива, затоа што јас видов клип некои бразилски мајки играат, викам, чекај, па зашо ние да не играме? А вие имате енергијата и тој дух, така, апсолутно. Зошто не се Слингови имаме, искористи идејата? академија имаме, мајки имаме, фала му на Бога, бебиња има. Сите живи стригни, баш со оваа мајка сега што е во кадар се видовме пред извесно време. Викам, пораснавте, вие пораснавте. Јас и дома, значи, ја играв Никита и уште ја играм. Сега имам и нов носач набавено. Ја патував по аеродроми, по одмори на носач со седиште, пак всушност бебињата сакаат да се некако од горе да гледаат. Сакаат и во количка, ама Но повеќе сакаат Да. во раце, но а вака сега со Да. држаче поедноставно. поедноставно, да, затоа што тие 9 месеци не допоминуваат дома, нели треба нешто и да се прави, и да се игра, и да се зачисти, и да се здипли, и ручек да се направи. И кога имаш бебе во слинг, или во носач, или во било како на кого што му одговара, сите се посреќни. И мајката, слободни се рацете било што да прави, бебето живо среќно дека е инволвирано нешто од озгора. 9 месеци породилно се веќе при крај, завршија, се враќате на работа, се враќате на музичката кариера. Предпоставувам дека ќе работите нов музички материјал. Тука го имаме вашиот прв албум од минатата година. Го издадовте додека бевте во 4-тиот месец од бременоста, полна со енергија бевте во тој период, како што сте сега, секогаш насмеана. Еве, двајца гледачи на утринската на Телма, на 01+, може да се јават и ќе го добијат овој албум, а вие можете во меѓувреме да кажете што ќе работите, што од вас следното очекуваме на музички план. Ќе најдете ли време со 2 деца да влезете во студио и да напишете нешто друго освен приспивни песни? Мора да најдам време затоа што музичкиот код е за мене најбитен за душата да ми опстане. Так. А за децата да има среќна мајка, среќната мајка се прави на план каде што ќе работам, додам на работа, да имам време за децата и секако да творам нешто музички, затоа што е тоа посилно од мене. Со тоа што ја не се откажав од музиката толку години и покрај тоа што ете и во друга професија сум и сопруга станав и мајка, значи дека тоа има нешто што е по-силно и што сака цело време да излегува на површина. Мислам дека летото ќе го поминам активно музички, а нешто по-конкретно можеби некои фестивалски настапи од септември, ќе видиме за тоа потоа, пошто уште ќе траат конкурси допрва. Меѓутоа, фактот дека сум имала време и да дојдам сега во оваа емисија, значи дека веќе почеток на моето враќање на медиумите и на музиката општо. Се надевам дека семејството нема да замери, ама тоа ќе видиме. Како ќе искомпонираме све. Така, добитниците на овие дискови се запишани во режијата, ќе бидат исконтактирани, ќе им објасниме каде. Се надевам дека ќе дојдат во телевизија Телма и ќе може да го подигнат и да уживаат во музиката. А кажете ми, дали сте слушнале за бел шум и за успивање на бебиња со бел шум? И дали сте практикувале такво нешто? Тој е следниот прилог, кој што е дел од водичот за ненаспани родители. Да, бел шум или попознато како white noise. Бела бучава, така. Така, е 100% испробано и докажано во нашето семејство. Така. Најпрви на двете деца ги умирувавме за време на грчеви на колики. Двете деца имаа силни грчеви со фен. И фенот ни беше и текако приспивен апарат. Потоа се нели веќе во второ во
за второто бебе има на YouTube снимени со Така, часови со кои што часови, се траат по 10 до 12 часа, родителите може да индустријски пуштат, звуци, и децата да им спијат цела ноќ. Да, правосмукалки, Звуци од автомобили, од да. воз и така Тоа натаму. 100% е Може испробено. може тоа да го пробате. Благодарам што дојдовте во Телма, што издвоивте Ала време, многу за што ги гостувањето. најавивте вашите нови проекти, што ја раскажавте вашата мајчинска приказна, а ние продолжуваме со прилогот за Бела Бучава.